Добре, криптоентузијасти, почнуваме официјално со Altcoin недела. Да, знам малку касно, но не се секирайте како што и претходно сме го правеле. Тоа значи сите овие 5 токени ќе бидат обработени, нели со исклучок на некои битни вести, како што например во петок имаме, како што веќе напоменав, значи Джером Пауел ќе држи говор во однос на состојбата на економијата во Америка, кој што е исклучиво битен, така да потенцијално во петок можеби ќе направиме нешто поинакво, но во како и да е, значи и нормално секогаш недела е исклучок, специјален ден, каде што имаме специјално неделно видео, но генерално, значи продолжуваме и понатаму со овие 5 коини додека не ги обработиме и до тогаш нема да завршиме со Altcoin недела, па потоа се враќаме на стандардна програма на самиот канал. Оние кои што се нови, значи гледат, имаме различен тип на програма каде што од време на време, значи се обидуваме да се фокусираме што може повеќе на криптосекторот, затоа и ги правиме овие Altcoin недели каде што знаете дека една недела буквално 90% од енергијата на каналот оди само во истражување на нови проекти, каде што нормално ова го правиме на начин што вие сами практично ни доставувате предлог за вашите проекти нови, со тоа што значи веќе е објавен на нашиот канал, значи го имате ова како пост, може да го најдете на врвот на нашиот канал, каде што на оваа слика, затоа нели ви покажувам сликата, за многу полесно да може да го идентификувате кој е уствари овој пост, значи може во коментар да оставите ваши предлози за проекти кои што потенцијално ќе ги работиме на нашиот канал, а од истите ние ќе направиме блокови од 4 коини кои што вие гласате во кој редослед ќе ги работиме. Уште еднаш, значи тоа ако вие сте ставиле некој коин 5 пати поред на ваков тип на пост, не значи дека ќе го обработам, веднаш ви кажувам, затоа што многу од овие проекти кои што некои луѓе ги оставаат, имаат по, пак ќе кажам, 5 милиони маркет кап, значи немаат никакви информации, тоа нема да биде обработка на проект, тоа ќе биде смешно. Затоа, оние проекти кои што се малку позрели, кои што имаат малку по солиден маркет кап или нешто за кое што можеме да разговараме, ќе бидат опфатени, како што гледате до сега. Значи скоро сме стигнати до прилика некои 100 коини, значи сите овие кои што ги работи моментално коини се опфатени во плейлистата, ова е нашиот канал нормално, во плейлиста на анализа на коини и токени, каде што доколку отворите самата, значи може да ги најдете сите коини и токени кои што досега сме работеле, иако има 97 видеа, некои од нив се техничка анализа, да речем на алткоини и така натаму, значи негде околу 85-6 коини веќе имаме обработено. Уште еднаш ќе напоменам, значи првата цел на оваа плейлиста беше да стигнеме до 100 најголеми проекти по маркет кап кои што ќе ги обработиме за македонците во светот да имаат датабаза на сите овие криптопроекти обработени на македонски јазик, за да можат да имаат почетни познавања за тоа што е овој проект, што истиот представува и така натаму и како и дали потенцијално би сакале да инвестираат во него. Значи сите проекти кои што досега сме ги истражиле, може да ги најдете во оваа плейлиста, со тоа што пак, значи ова е последниот од претходниот блок, каде што веќе ги работивме Pendle, Ronin и Beam, ова е Aether, последниот, а од утре почнуваме со новиот блок, каде што прво, како што може да видите, ќе почнеме со PancakeSwap, PancakeSwap, Cake, Alephium, Mantra и IOTEX. Значи затоа ги има на самиот постер, но пак ќе напоменам, битно е од ваша страна да ни доставите предлози за следни коини кои што би сакале да ги видите на нашиот канал. Значи за жал еден од овие слотови веќе завземен затоа што Суи по некоја случајност сме го пропуштиле, а е доста битен, неговиот сестрински проект Aptos е обработен, но сакам да го обработам и Суи како еден од побитните проекти овој bull market, така да останува за оние 3 следни слотови да ни кажете кој коин би сакале да ги имаме, нели како обработка, а нормално потоа ние ќе направиме блок за гласање каде што вие ќе ни кажете во кој редослед ќе бидат обработени. Значи ова е најдемократски начин на кој што можам нели да обработувам нови коини и тоа да биде во согласност со барањата на заедницата. Значи, како што кажавме, ова може да го најдете многу едноставно на нашата плейлиста за анализа на коини и токени и многу битно, значи сите оние кои се нови на нашиот канал, да го погледнат ова видео, значи кога ќе дојдете на нашиот канал на самиот почеток, би ви препорачал да го погледнете ова видео кое што автоматски почнува кога ќе влезете на нашиот канал, со цел да имате подобри сознанија за се што може да најдете на нашиот канал и во кој дел, затоа што имаме различни сфери кои што ги обработуваме, значи крипто, геополитика, економија, така да ова видео ќе ви даде прилика сознанија што и каде да барате, веќе имаме повеќе од 1100 видеа, така да е малку тешко да се снајдете на нашиот канал. Пред да почнем со самиот коин токен, како го обработуваме, со тоа што одговараме на овие 6 групи на прашања кои што ни даваат целосна слика за тоа што уствари представува проектот, значи како истиот, нели, буквално се што треба да знаете за овој проект
пред да одлучите дали понатаму би сакале да продолжите со истражување на истиот и дали би инвестирале во овој проект. Повторно, не заборавајте на крајот од денот ризикот за инвестирањето во овие проекти го земате сами вие и затоа ова е само почетно истражување кое што ве охрабрувам да го надградите со овие знаења кои што сте ги нашли на нашиот канал, со цел да можете да одлучите дали потенцијално би инвестирале во овој проект или не. Сега, прво што мораме да напоменеме, нормално како и секогаш, е неговата апликација и практична примена на самиот кој. Односно, каков тип на проблем од реалниот свет истиот решава. Верувале или не, успеа да падне кој геко, баш кога го правя видеото, секоја чест, како и да е, значи она што е најбитно моментално е да видиме каде се наоѓа во оваа категорија на децентрализирана физичка инфраструктура, која што ствари основната категорија во која што овој проект се наоѓа. Зошто е тоа битно? Затоа што основната цел која што моментално Етер се обидува да ја реши е буквално да го реши проблемот со компјутирачка моќ, односно со GPU, Graphic Processing Units, кои што моментално практично ги позајмувате вие на Aether, а Aether ги позајмува на одредени клиенти. Значи буквално како што тоа го прави рендер, го прави и Aether, но да речем малку поназадна фаза, значи овој проект е малку поназад. Сега, значи тоа е генерална основа на што уствари истиот се обидува да обезбеди. Искрено не сакам да го користам CoinMarketCap затоа што е директно поседуван од Binance и неговите информации некогаш не се веродостојни, затоа што тоа е практично кога некој го поседува, а е компетитор на пазарот, е малку проблематично, затоа и секогаш се обидувам да го користам CoinGecko, но денеска за жал не функционира, еве неколку минути чекам, едноставно не можам да го добијам на линија. Како и да е, значи затоа ќе користиме CoinMarketCap денеска, чисто да имаме идеја за тоа каде се наоѓа во оваа категорија. Да, и пред да продолжам понатаму, пред да заборавам, значи ова видео е денеска направено и посветено за Игор Трипуновски, еден од оние кои што следат нашиот канал долго и верно морам да признаам, така да ова беше негово барање, значи кога сте долго време со нашиот канал, најмалку што можеме да одреден проект кој што вас ви се допаѓа, го да речеме обработам на нашиот канал. Така да секоја чест на Игор, благодарам за поддршката и продолжуваме понатаму со едукација. Како што кажа, значи во однос на DePIN, децентрализирана физичка инфраструктура, каде што Aether се обидува да доведе практично децентрализирана инсталација за доколку ви е потребна практично процесирачка моќ за вашата работа, но како што можеме да видиме во однос на целата оваа категорија која што е доста масивна, јас верувам дека натаму ќе биде многу голема, можеме да видиме дека генерално по маркеткап истиот има негде околу 250 милиони долари и кога би го споредиле со останатите проекти е доста ниско. Значи истиот се наоѓа на некое 10-11 место, че од 254 милиони, затоа што овдека моментално можеме да видиме дека не е еден од оние кои што се топ во однос на маркеткап, но тоа некогаш и позитивно, како што многу пати кажавме. Односно се сеќавате, значи колку е помал маркеткапот, толку е поголем потенцијалот за заработка, но повторно не заборавајте дека ова не е секогаш така едноставно како што звучи. Значи може вие да најдете маркеткап и од 1000 долари, тоа не значи дека тоа е добар проект. Тоа значи дека потенцијалот е голем, но нормално треба многу работа ја земеме во предвид. Маркеткап е само една од многуте ствари кои што треба да ги анализираме. Така да, дали постојат апликации од реалниот свет, повеќе од јасно, тоа посебно кога ставаме збор за оние централизирани типови на големи компании кои што нудат процесирачка моќ, но моментално нас не интересира децентрализирани и затоа уште една значи главен компетитор на Aether би бил Render, кој што моментално гледаме дека е доста поголем кога станува збор за маркеткап и тоа скоро 9 до 10 пати поголем од истиот по маркеткап и доста распространет во однос на партнерства и на, да речам, затоа што во оваа ситуација имате нели supplieri практично, оние кои што имаат GPUs за да бидат позајмени на самиот протокол. Сега, значи реално рендер е доста напред, но мене ако ме прашувате од она што до сега го разгледав за овој проект, е доста солиден. Сега има некои работи кои што не ми се допаѓаат, за кои што ќе разговараме нормално самото видео, но ако мене ја прашувате, ова е од таков тип, ова е втор проект по големина, јас друг до сега не сум нашол, можеби има, можеби се уште не сме го истражиле, но после рендер, проект кој се занимава со позајмување на процесирачка моќ, графичка процесирачка моќ, ова е следниот по големина проект кој што реално има многу примамлив маркеткап. Значи станува збор за крајно мал маркеткап, кој што само за да стигне до моменталниот маркеткап на рендер би му требале 8-9x, така.
Значи тоа е голем профит во портфолиото, но повторно сега ќе погледнеме се и ќе дадеме заклучок на крајот од ова видео. Сега, матично самиот рендер, самиот Aether се наоѓа на Ethereum. Значи истиот нема свој блокчейн, тоа е многу битно да го спомнеме, туку истиот се наоѓа на Ethereum екосистемот и е ERC20 токен. Но матично работи на Layer 2 на Arbitrum. Тоа е многу битно да го забележиме. Значи, како што успеав досега затоа што има многу малку информации, проектот е доста нов, истиот е буквално од ова лето, но гледаме дека веќе зема замав, па затоа и сакав да го обработам. Значи, Arbitrum екосистемот е матичен за овој проект, иако истиот е ERC20 токен, со тоа што сега уште една интересна работа, значи тоа е она што јас го кажувам, мораме да истражуваме за да добиеме целосна слика. Значи ако запишете овдека Aether, нема ништо. Значи ако го запишеме самиот токен ATH, нема ништо. Ова е нешто што искрено ме збунува, затоа што ова е целиот екосистем на Arbitrum, пробав да го барам по категории, не успеав да го најдам, барав Deepin, они воопште немаат Deepin категорија, пробав да го најдам во било која друга категорија, затоа што истиот работи во гейминг и во AI, исто така го нема, така да за жал малку сомнително, но повторно, значи јас не гледам причина зашто би лажеле кога станува збор за ова, затоа што истите сами кажуваат дека Arbitrum мрежата е буквално, како што кажуваат они, рбетот на самиот проект. Верувам дека е на Arbitrum, можеби се уште не е обработено, затоа што станува збор за нов проект, можеби затоа и не уште не е додаден на Arbitrum мрежата. Сега, во однос со тоа како изгледа самиот проект, значи во основа истиот, барем од она што досега они сами го тврдат, имаат повеќе од 43.000 юнити на Graphic Processing Power, Graphic Processing Unit, значи ова се така речено засебни компјутери кои што овозможуваат обработка нели на процесирање на графика. Со тоа што истиот, како што они кажуваат, е достапен во повеќе од 23 земји и сега засега има 99,99% uptime, што и треба да биде, не како Solana, како и да е. Значи, зошто е сега ова битно? Прво, ова се непроверени информации. Тоа е многу битна работа која што може да разбереме. Значи, ова е што они тврдат. Сега, добивме една вест од, да речем, човек кој што е доста долго време во самиот сектор и како таков јас верувам на неговите истражувања, затоа што истиот има многу повеќе ресурси за истражување од нас. Така да, од Артур Хейс, кој што е бивши сопственик, така речено, на криптоменувачица, истиот го потврдува овој момент. Односно, овдека тоа е една од вестите кои што треба да ги споделиме, за кои што ќе разговараме малку подоцна. Значи, Артур Хейс моментално се пофали буквално пред само 5 дена дека учествува во инвестирањето во овој проект и тоа со солидна количина. Погледнете, истиот купу 41 милион ATH токени, со тоа што истиот го потврдува. Сега овдека е тој момент што јас ви го кажувам. Значи, вели има повеќе од, само да видам каде беше точно тој дел, каде што потврдува дека ова е вистина и затоа би верувал. Значи, повеќе 43.000 значи enterprise graded, односно тоа не се персонални компјутери, туку се ова компјутери кои што се наменети за индустријска, односно компаниска употреба. Значи и самиот потврдува дека има 43.000 ваков тип на юнити за процесирачка моќ, со кои 3.000 од нив се Nvidia H100. Значи сега не знам колку ова е добро, искрено не се разбирам во овој дел, верувам дека оние кои што работат со програмирање, посебно со графика, би знаеле многу подобро од мене, но ова е потврдено од самиот значи инвеститор во оваа ситуација, односно Хейс. Така да верувам на него, зошто пак кога не можете да направите децентрализирана проверка на информациите, затоа што нема. Значи нема каде ние може да провериме дали навистина они има 43.000 юнити, значи јас можам да запишам 500.000. Тоа не значи дека е вистина. Се подпираме на, ако веќе нема некаков децентрализиран инструмент кој што може тоа да го провери, гледате, ние многу пати имаме таков тип на инструменти. Во оваа ситуација на што можеме да се попреме? Можеме да се попреме на луѓе кои што има многу повеќе ресурси од нас и можат овие информации да ги проверат. Не гледам причина зашто Артур Хейс би лажал за ова, така да верувам дека ако он кажува дека е така, е така. Затоа што уште еднаш, како човек кој што има милиарди, верувам дека има доволно ресурси за да го провери ова. Со тоа што Етир има две половини кога станува збор за cross-platform decentralized cloud computing, од кој едниот е за гейминг, каде што овдека како што нели сега ова е пак според нив,
Значи има повеќе од 204 гейминг студија како партнери, 689 ова се локации кои што ги користат директно процесирачките моќи на Aether и повеќе од 12, сега ова е капацитет на 12 милиони играчи на месечно ниво, значи тоа не значи дека има, тоа значи дека можат да поддржат 12 милиони играчи кои што потенцијално би ја користеле процесирачката моќ на Aether. Поентата која е, знаете и сами, едно од најголемите проблеми кога станува збор за онлайн гейминг е latency. Односно кога едноставно поради тоа што вашата графичка плочка е, да речем, доста слаба, значи вие практично ви е потребно зајачување затоа што иначе вие забавене играта и не ја следите во, нели, реално како се движи истата, нели, оној мерач за latency кој што го имате на секоја игра. Значи во оваа ситуација тоа би требало да биде надминато со ваков тип на децентрализирани платформи кои што ви нудат процесирачка моќ со цел вашиот компјутер многу полесно да ги да речем процесира овие игри. И втората која што е многу побитна, а тоа е AI секторот, каде што, како што они сами кажуваат, значи голем дел од овие, еве ги тие 3000 H100 на Nvidia, кои што се исклучиво наменети за тренирање на AI модели. Знаете и сами дека моментално еден од најголемите побарувачи на процесирачка моќ е AI индустријата, затоа што има масивна потреба од ваков тип на процесирачка моќ со цел да може да продолжи со тренирање и користење, така речено, нели, едуцирање на овие AI модели да го прават тоа што го прават. Така, значи во оваа ситуација гледаме дека голем дел од оваа компјутерачка моќ на Aether е посветена баш на тоа, на овие компании, со тоа што вели дека имаат во повеќе од 15% во 15 држави, повеќе од 15 држави нодови, за кои што ќе разговараме малку подоцна, и дури 9 различни типови на процесирачка моќ. Како се тоа, значи сега овде кога доаѓаме во делот каде што вие треба да комуницирате директно со нив во однос со тоа, нели, што ви е потребно, со тоа што ние имаме оваа шема, значи пак не забравяйте, ова е доста нов проект. Тоа е една битна работа која што мораме да забележиме. Се тоа звучи многу добро и е потврдено од големи инвеститори како Артур Хейс, но нели, ова е сега за сега пак на некој начин се уште, па би рекол, пилот верзија. Значи овој проект постои неверојатни 3 месеци. Така, според она што успеав да го видам, значи истиот има чарт од јуни. Ако нешто има чарт од јуни, тоа значи дека станува збор за нешто многу ново. Еве, значи на CoinGecko моментално, само да видам дали функционира или ќе треба да го отвориме на CoinMarketCap. Ништо ќе мора да го следиме на CoinMarketCap. Значи гледаме дека истиот има од средината на јуни постои, а сега е практично средината на август. Значи постои неверојатни 2 месеци, се разбираме. Затоа значи треба да бидеме предпазливи кога станува збор за вакви нови проекти, затоа што може да звучат многу добро, дури и некој ваков тип неискусни инвеститори да инвестираат во нив, тоа не значи дека веднаш тоа е, нели, нешто не одлично, така. Да, во ред, навистина звучи како джем, навистина звучи како потенцијално добра инвестиција, реално, но јас искрено и на крајот, нели, сакам да го споделам ова како заклучок, потенцијално би ставил некоја мала количина чисто да направам диверзификација во мојот дел од децентрализирана физичка инфраструктура. Јас не би ставил големи пари на проект кој што е стар само 2 месеци и кој што, пак ќе кажам, малку токеномијата му е шашлива, тоа ќе разговараме малку подоцна, но пред да стигнеме таму, како функционира самиот Aether како блокчейн, не заборавете истиот е апликација, значи нема свој блокчейн, така да ова е практично токен. Со тоа што вели, има 3 типа на нодови, од кои јас успеав да најдам информации само за еден, а тоа се checkers, каде што вели, нодовите се практично оние кои што ги поврзуваат девелоперите, во оваа ситуација они ги нарекуваат девелопери, оние кои што позајмуваат процесирачка моќ. Значи тоа се оние компании кои што одлучиле да речем своите без разлика дали се тоа компјутери, машини, што и да се, да ги позајмат на мрежата на Aether, кои што потоа ги позајмува на секојдневните корисници. Сега, значи како што можеме да видиме, се во однос на услугата се плаќа во нивниот токен, тоа е ATH, односно Aether токенот, каде што вели, трите типови на различни мајнери имаат 3 различни use case. Првиот, односно контейнер, е тој кој што, тоест ќе почнеме од индексерите зашто се побитни за самиот почеток. Индексерите уствари како нодови работат на тоа да ги поврзат юзерите, оние кои што имаат потреба од оваа процесирачка моќ со соодветните, да речем, капацитети кои што ги поседува Aether на процесирачка моќ. Односно, ако станува збор за некаков тип на AI компанија или юзер, тоа ќе го поврзат со оние H100 Nvidia кои што ги има, да речем, кои што се, нели, специфично направени баш за тоа,
за така речено процесирачка моќ на AI модели. Додека ако станува збор за гейминг, потенцијално ќе ги поврзат со некој друг тип на процесирачка моќ, како што веќе видовме според нивното кажување, они имаат 9 различни типови на процесирачка моќ. Така да работата на овие нодови во оваа ситуација на индексерите е буквално да најдат каков тип на процесирачка моќ е потребен на юзерите и истиот да ги поврзат, така речено, овие компјутери со оној кој што има потреба процесирачката моќ. Вториот тип на нодови се контейнер, значи ова се буквално оние кои што ја овозможуваат врската помеѓу потенцијалниот GPU, значи зборуваме одреден компјутер, сега зависи колку имате потреба, нели, колку моќ ви е потребна, и самиот юзер. И последните се чекер, односно тоа е она што сега за сега само за овие можев да најдем информации, кои што е дозволено да ги има и самата јавност, односно било кој од вас може да биде чекер нод, што истиот прави, истиот проверува дека контейнерите и индексерите си работат, односно дека прво индексерите навистина направиле добро спојување помеѓу корисниците и оној GPU кој што им е потребен, а второ дека онаа врска која што ја овозможуваат контейнер нодовите е солидна и дека навистина юзерите добиваат соодветен GPU кој што им е потребен. Така да чекерите, односно нодовите кои што го проверуваат тоа, исто така значи сите овие нодови добиваат награда во ATH, се направени со цел да функционира правилно мрежа. Така да во оваа ситуација значи ова е на некој начин баланс кој што го прават овие три различни типови на нодови со цел да имаме правилно користење на GPU моќта која што ја позајмуваат девелоперите до оние кои што им е потребно. Со тоа што од она што успеав досега да го видам, значи потребно е да пополните прашалник во однос со тоа дали сте некој кој што така речено внесува или изнесува во оваа ситуација моќ, само да видам каде беше прашалникот, само момент. Односно во било која од овие опции, дали сте юзер или девелопер, вие морате да го пополните овој прашалник, значи може да го најдете било каде. На било кој, само треба да кликнете на овие копчиња овде. Access Compute for Games или партнер, што become a partner, било кој од овие буквално треба да го пополните овој прашалник, да ставите кои сте, што поседувате и да го пратите на самата во оваа ситуација Aether компанија или како да кажем фондација, која што понатаму ќе одлучи како нели сето ова би изгледало во однос на соработката. Сега во однос на овој принцип на работа, јас ќе го оставам овој артикл во дескрипцијата на самото видео, каде што подетално ако сакате да прочитате за самиот тип на како функционира сето ова, значи не сакам да влегувам премногу деталите, да не ги збунам сите оние кои што се моментално на видеото, не секој е заинтересиран во детали како сето ова функционира, така да ќе го оставам во дескрипција ако некој сака да го прочита како артикл, каде што е детално објаснето како функционира целиот овој процес би рекол, а во исто време гледаме дека имаат и активен екосистем кој што матично е на практично Aether, самата апликација. Гледаме дека ова се првенствено апликации кои што истата ги има. Сега искрено по големиот дел нив јас не знам кои се, значи ова се нивни, да речем, апликации кои што верувам дека им се потребни за ова да може да функционира. Гледаме дека овде станува збори за игри, гледате значи овде имате поент некои засебни игри, така кои што верувам дека работат на самата Aether мрежа. А да, и еве го ова за партнерство, значи исто и ова е така речено. Значи било кој од овие да и кликне дека ви даде формулар да го пополните во однос тоа што сакате да нели избавите така речено од оваа апликација. Сега како да направите свој нод, значи исто како и артиколот каде што може да го видите целиот овој систем и овој артикол како да направите нод ќе биде ставен во дескрипцијата на видеото. Ова е што ви е потребно за да бидете чекер нод на Aether, а ова е така речено нели, значи овие два линка ќе биде ставени заедно со видео запис како да направите свој нод на Aether мрежата доколку сте заинтересирани. Сега тоа реално до сега беше се во однос на главната апликација и се што можеме да кажеме околу самиот систем. Дополнително гледаме, значи ова е единствената што успеав да најдем информација за тоа колку нодови постојат. Значи гледаме дека сега пак не е пишано колку нодови постојат, туку пишува дека има 23 нод локации. Значи се уште немам реален да речем приказ, тоа и ви реков. За жал, за ваков тип на нови проекти, се уште не постојат доволно информации затоа што ние знаеме само дека има нодови на 23 локации. Значи дека во основа има 23 нодови, така. Тоа би бил минимумот. Сега, како ова, значи ја гледате, пишува 200.000 юзери, 10 гейм студија и така натаму, сето ова звучи добро и уште еднаш се попираме на фактот дека големи компании како една менувачница и самиот Артур Хейс потврдуваат дека ова е навистина така. Во однос на стейкинг, значи сега веќе малку ќе поразговараме во однос на
самиот проект, тип на блокчейн, токеномија и така натаму, кажеме дека нема свој блокчейн, дека е ERC20 токен на Ethereum и истиот функционира на Arbitrum Layer 2 во однос на стейкинг. Овдека е малку повеќе објаснето, но за жал не е објаснето колку би добивале награда. Односно, вие вашите ATH токени може да ги ставите под стейк, тоа што многу лесно може да го најдете, значи stake.ether.com. Сега, проблемот што е? Значи, вие може да направите стейкинг на вашите ATH токени на гейминг или на AI и во однос на тоа ќе добиете одредена награда. Проблемот е што наградата не ја пишува, затоа што прво треба да поврзете свој новчаник. Значи, ова се новчаниците кои што моментално се достапни. Значи, Wallet Connect, MetaMask, Trust Wallet и сега овде ќе има уште некои дополнителни. Така да кликнете ќе видите сите волети кои што може да ги користите. Гледате, дури децентрализирани волети директно од менувачница и така натаму може да користите. Значи има доста волети кои што може да ги користите. Со тоа што во моментот кога практично ги ставате вашите токени, истите ќе бидат wrapped во VEATH. Тоа се токените кои што моментално се користат за да бидат стейкани, така. А за размена ќе добиете STATH. Тоа се практично токените кои што се паралелно на Liquid Staking, кој што ни веќе познат во Ethereum екосистемот. Сега за сега, значи и они сами кажуваат дека овие токени кои што ги добивате кога ќе ги ставите своите ATH токени по стейк, се уште не се со никаква намена. Понатаму верувам дека ќе имаат некоја намена, сега за сега не е објаснето зашто ќе се користат, но знаете, тоа е практично оние второстепени токени кои што може да ги користите понатаму како колатерал и така натаму. Ќе направиме и соодветно видео за Liquid Staking, сега за сега, значи гледате ни самите они не знаат зашто ќе бидат користени овие токени. Овде ќе има детално што како се прави нели во однос на стейкинг. Поентата која е? Вие практично не ги праќате токените кај нив, туку од директно вашиот wallet ги стейкате на нивната мрежа, ги заклучувате, со тоа што имате неколку различни опции, 4 недели, 1 година, 3 години и така натаму, значи овдека може да поставите колку би сакале да ги оставите, со тоа што минимум гледаме дека е 9 дена. Ако ги заклучите, практично ќе ви даде колку ќе биде и наградата. Сега за сега, значи не е запишано затоа што прво треба да имате токени кои што ги заклучувате за да добиете стейкинг reward. За жал не е запишано колку е стейкинг reward затоа што е флексибилен. Во однос со тоа кој е период во кој што ги заклучувате и не заборавајте дека како што кажаве, значи има два типа на стейкинг. Кога го правите ова, значи дали ги заклучувате во делот со гейминг или во делот со AI. Сега, реално roadmap за овој проект не успеав да најдам, значи нема ни нивната страна, нигде не успеав да најдам roadmap. Зрелост на пазарот не можеме да разговараме кога истиот е премногу нов, но она што навистина најдов се неколку вести кои што се нови, повторно не заборавајте, станува збор за 2 месеци проект, значи е стварно нов. Уште еднаш. Значи Артур Хейс купил голема количина, во однос на тоа 41 милион ATH токени е 1% од вкупната количина на ATH. Овдека гледаме пофални зборови и од менувачница, само да не знам каде беше, ова е тоа. Значи, една од менувачниците има пофални зборови, односно CEO на Bitfinex, Паоло Ардоино, некој жабар, CTO, се извинувам, Chief Technical Officer на Bitfinex, една од најголемите менувачници во светот, вели дека Aether се обидува да револуционизира така речено децентрализираната компјутерачка cloud, односно пак cloud, не глупаво е на македонски да го кажам, cloud да речем индустрија. Пак, значи не би испаднал ваков тип на голема личност, да речем високо позиционирана личност од голема менувачница да го каже ова ако нели не смета дека станува збор за добар проект. И добивме солиден пат пред само некое време кога, значи погледнете пред само една недела, значи на две јужнокорејски криптоменувачници е излистан овој проект на Upbit и на BitHump, со тоа што истиот добива и голем памп од 35%. Значи ова е проект кој што се уште не е излистан на најголемите менувачници, што ви покажува дека допрва ќе има нели памп од тип на листање на менувачници. Тоа е исто така позитивно, но тоа беа единствените вести, не заборавајте пак. Од двомесечен проект колку може да очекувате и повторно, значи во однос на партнерство, јас не видов некое значително партнерство и нема поврзано со кривични судски случаи, тоа е исто така солидно што мора да се спомне. Значи до тука стигнаме, сега можеме да поразговараме малку повеќе за неговата токеномија, која што е еден од деловите кој што искрено највеќе ме разочарува. Сега ќе кажам зошто, значи како што веќе покажавме на самиот час станува збор за двомесечен проект и овдека е проблемот. Значи моментално имаме, погледнете, само 10% вкупната количина на
ATH токени во циркулација, а преостанати уште 40, значи погледнете, уште 90% до 42 милиарди токени на ATH допрва треба да бидат пуштени во потрага. Значи дека ќе има голем дамп, со што го велам ова. Сега овдека за жал значи го нема затоа што е на CoinMarketCap, но можеме да го видиме овде. Знаете и сами, значи кога станува збор за токен Unbox, секогаш ќе користиме оваа страна која што ни дава целосен приказ за тоа што очекуваме пред нас. Значи се наоѓаме на апсолутен почеток. Допрва пред нас треба инвеститорите да добијат 11,5%. Тоа се 11,5% кои што во било кое време може да бидат дампнати врз нас. Значи во оваа ситуација станува збор за голем процент кој што треба да биде добиен од тимот инвеститорите. Ајде, тимот реално, значи знаете дека не прави голем дамп, но кога станува збор за инвеститорите може да очекувате дека во моментот кога ќе имаме прв памп, дефинитивно ќе има и дамп од нивна страна. Добро е тоа што гледаме дека значи во однос на провайдери на компјутерачка моќ и на нодови, ние имаме 50% од токените кои што ќе бидат така речено заклучени, заедно со 15% за самиот екосистем, затоа што е кажано дека постои Aether DAO, што јас не успеав да го најдам. Значи пробав многу пати, до сега не успеав да го најдам Aether DAO-то нигде. Ако го најдете, ставете го во да речем во дескрипција. Значи ме радува тоа што гледам дека на вистина солидна количина. Значи погледнете, 50 и 15, тоа се 65% и овдека би рекол и самиот airdrop, тоа се оприлика 71%, значи од токените ќе бидат на заедницата. За нодовите, за давање на процесирачка моќ и нормално airdrop, сега ќе видиме како тоа ќе биде, но во оваа ситуација значи тоа е добро, само 30% од токените се на во оваа ситуација тимот, да речем ова се консултантите и само 11,5 на инвеститорите кои што и се најголем ризик. Што реално долготрајно не е лошо. Проблемот е што во секој момент кога они прават пуштање на нова количина на токени на пазарот, што допрва ќе биде, значи они очекуваат да завршат со така речено оваа да речем алокација на токени во 2029 година. Значи станува збор за 5 години дамп на токени, но не заборавајте дека многу често кога станува збор за нови коини и токени, дури и да имаат ваков многу лош да речем распоред на издавање на нови токени, на инфлација, значи истите затоа што се со многу мал маркет кап, ова е надминато. И затоа велам дека мала сума на ова можеби не е лоша идеја, затоа што пак ќе кажам, 250 милиони долари како маркет кап, каде што имате големи инвеститори како Bitfinex и Arthur Hayes, кои што зборуваат позитивно за овој проект, воопште не е лошо, така. И од друга страна гледаме дека крајно децентрализирана е токеномијата, само мала количина е на тимот, значи тимот има 12,5%, ова е една од најниските алокации кои што некогаш сум ги видел, додека инвеститорите имаат само 11,5%. Значи ова е во буквално самиот почеток проект и реално би размислил потенцијално да инвестирам некоја мала количина. Сега истото можеме да го видиме и од самиот чарт. Значи нема што да анализираме, дека јас не гледам што да анализирам кога станува збор за премногу нов проект, че имаме само неколку недели, имаме две нивоа, немаме никакви индикатори, така да техничка анализа нема ништо да се зборува во оваа ситуација и затоа уште еднаш, значи ова е ризик. Значи кога имаме вакви мали проекти, колку и да звучат, навистина звучи примамливо, ви кажувам отворено од моја гледна точка, значи јас не дадов некои негативни ствари, освен фактот дека нема доволно информации, но за кој нов проект има нови информации. Така, токеномијата е солидна, иако е на самиот почеток, иако имаме само 10% од токените, нивниот маркет кап е многу добар, кога станува збор за ваков тип на проект, имаат само 250 милиони, што на вистина потенцијално би го ставил во топ, да речем, 3 коини во следниот период кој што би ги инвестирал, каде што пак би сакал да ја надградам својата позиција во Ондо, дополнително би сакал нормално да ја надградам и својата позиција во АСИ, затоа што се уште неговата цена е доста ниска, а е најголемиот и најдобриот проект кој што станува збор за АИ во целиот криптосектор. Потенцијално би го ставил и Aether чисто заради диверзификација на децентрализирана физичка инфраструктура, затоа што немаме многу во да речем портфолиото, значи јас не поседувам Helium, не поседувам Filecoin, се разбираме. Така да во оваа ситуација можеби не е лоша идеја да инвестираме некоја мала сума. Не велам дека ќе го направам тоа, но ќе го земам во предвид во следниот период,
потенцијално да го додадам во моето портфолио. Сега, за жал, имаме уште некои негативни информации, кои што не се толку страшни, но се некои работи кои што мораме да ги напоменеме, односно во однос на девелопери кои што работат на овој проект. Не заборавајте, истиот е апликација, така да не му се потребни премногу, но колку повеќе секогаш е подобро. За жал немам информации, верувам затоа што е нов овој проект. Значи ATH нема ништо, а Ether нема ништо. Значи дека се уште нема информации за тоа колку девелопери потенцијално работат на овој проект. И уште една битна работа која што од сега ќе ја правиме е ќе го споредуваме за тоа каде се наоѓа во однос на скрипти, односно во однос на commits. Значи тоа се оние надграби кои што ги прават на самите блокчейни. Значи од сега ќе го проверуваме и секој проект посебно на оваа алатка, каде што за жал и Aether не е овде. Значи овде буквално можеме да запишеме и да видиме колку на неделно ниво и на годишно ниво има тоест на месечно и на годишно ниво има commits, но за жал за ATH нема ништо. Погледнете. Нема ништо. Така да, значи е добро кога истиот ќе го видиме каде се наоѓа, дали е активен, гледате, значи можеме да видиме на месечно ниво колку нови скрипти, колку се развива самиот проект, за жал истиот го нема. И за крај нормално како и секогаш ќе проверуваме неговата децентрализација, каде што можеме да видиме дека во однос на неговата децентрализација, значи за жал 99,4% од вкупната количина на токени се наоѓа во топ 100 wallet-и. Сега, јас верувам дека со волку голема количина, со оглед на фактот дека овие коини се уште не се пуштени ниту во употреба, така значи пуштени само 4 милиарди, овде ќе имаме како ќе биде 25, само да видиме колку е вкупната, за да не зборуваме на празно, значи имаме 42 милиарди вкупно, од кои 25,84 верувам дека се ова три различни wallet-и кои што ги содржат овие преостанати токени кои што се уште не се отклучени, само 4 се отклучени, така. Значи дека од овде па надолу веќе тоа се отклучените токени. Потенцијално ова е Артур Хейс, со оглед на фактот дека е голема количина, значи не купил само гледаме овде како неколку различни менувачници купувал истиот, значи не е само основната сума која што ја купил од 41 милион, гледаме дека истиот потоа купувал и од други менувачници, значи погледнете и сами, така да потенцијално овој голем новчаник од 2,48 е Артур Хейс и понатаму гледаме доста голема децентрализација, значи немаме поголем новчаник од 1,4. А ова можеме да заклучиме дека станува збор за коини кои што се заклучени во различни wallet-и кои што верувам дека се наменети како за значи оние кои што даваат компјутерачка моќ и така натаму, како и за стейкинг и т.н. Така да ова не е лошо воопшто, значи гледаме дека и децентрализацијата е солидна. Уште еднаш ќе напоменам, јас верувам дека ова е солиден проект, реално, за проект кој што става само 2 месеци и сето она што го видовме до сега, од нашето истражување, потенцијално се служува да се најде во нашето портфолио во мала локација, уште еднаш ќе напоменам, значи јас не би ризикувал ништо повеќе од 1, можеби максимум 2%, затоа што има голем потенцијал за експлозивно движење нагоре, поради малата количина на маркет кап и поради тоа што навистина солидно, како што можеме да видиме до сега, е потврдено од големи играчи, дека навистина тоа што го кажувал го има. Сега, дали ќе има потреба за овој проект или не, останува да видиме, но компјутерачка моќ, барем во денешно време, можеме да видиме и сами дека е многу потребна секаде и верувам дека може да се најде како успешен проект во иднина, така да потенцијално ќе биде на нашата листа за надградување, но има многу, не знам што да надградам поправо, јас сакам да надградам и IOTA, имам многу мала количина, сакам Sen да докупам, се уште не е почел bull маркетот, Sen е во многу добра позиција, не знам што да купам прво. Како и да е, и понатаму чекаме нели оваа ескалација во Израел да се случи и да ги намали цените да си докупиме уште нешто, а во меѓувреме, како што е ред нормално, прво, значи уште еднаш ќе напоменеме, во престоечките денови очекувајте дека ќе направиме PancakeSwap, Alephium, Mantra и IOTEX видеа, со тоа што уште еднаш за секој оние кои што се нови на нашиот канал, прво мораме да напоменеме дека имаме нов канал на YouTube, каде што ги постираме сите оние видеа од напредната и почетна техничка и фундаментална анализа, социјални или да ги следите повторно, може да ги најдете на нашите социјални мрежи, постојано ги аплодираме, додека за сите останати, значи во 5 часот попладне следува нормална програма, нова програма, нормално, каде што во секој од овие видеа во дескрипцијата прво може да најдете што зборуваме, значи во секој од овие точки, нели, за да не може да гледате целото видео
што се имаме зборувано во видеото и каде. Дополнително може да ги најдете сите наши социјални мрежи, значи споделуваме многу материјал надвор од видеото, кој што би препорачал да го следите на нашите социјални мрежи, така да направите субскрипција ако веќе не сте направиле. И за крај, како што веќе кажавме, значи ги имаме овие резервни канали на Odyssey, Rumble и на YouTube, кои што, како што кажав, ги чуваме за секој случај да оваа материја е безбедна за македонците во иднина. Дополнително, на ваше барање ги имаме и овие блокчейн адреси, каде што, значи, вие баравте од нас, доколку сакате да не почестите едно кафе, да има каде тоа да го направите, заедно со Купи ми кафе апликацијата, кои што нормално досега ги имаме искористено во добротворни цели во 2 наврати, во Велес, во црковна организација со прехранбени продукти и донација. И дополнително за крај, уште еднаш би ве замолил, значи доколку го следите нашиот канал, доколку не сте направиле, направете субскрипција за да ги следите нашите нови содржини, а за да ни помогнете ова да биде распространето до што повеќе македонци, затоа што оваа материја е 0 евра по македонец. Се што бараме од вас е лайк, шер, сабскрајб, комент, значи тоа се основни работи како на секој YouTube канал, со цел овие содржини да бидат споделувани до што повеќе македонци. Ви благодарам. Да, пред крај нормално веќе почнав да работам, првиот дел од презентацијата за нашето излагање на 31 август е веќе завршена, каде што нормално ќе разговарам за се што треба еден почетник да знае во крипто секторот, така да на 31 август се гледаме во Прилеп во 8:30 часот наутро. Јас верувајте ми ќе дадам се од себе да биде ова солидна нели презентација, да ви се допадне на сите, без разлика дали сте малку полого или понови на нашиот канал. Ќе има време и за прашање, така да ќе има малку за секој кој што ќе дојде на овој настан. Ви благодарам, се гледаме во следното видео и поздрав од Крипто Гемиџија.